Просечна, со само 2 титули во екипен спорт во сениорска, но и нешто подобри резултати кај младинските погони во индивидуалните спортови. Вака може да се ремизира ова 2022 година која истекува во Струмишкиот регион. Како и минатата, и оваа година помина во знакот на одбојката. Одбојкарскиот клуб Струмица оваа сезона со името на Никоп ја крена двојната круна, кај девојките Наковски волеј го држи приматот, но се уште без сениорска титула. Ова сезона се приклучи уште 2 сениорски тима. Во женска конкуренција Македонија Макс, во машка Одбојкарскиот клуб Сушево. Но очигледно е дека само Никоп е на добар пат да се радува на тронот, кој пак дефинитивно потврли на меѓународната одбојкарска сцена. Кај фудбалот состојбите далеко од посакуваното. Беласица остана во втората лига, Академија Пандев игра орано опашката на прволигашката табела и никако да се ослободи од опасната зона. Најавија соработка со италијанска Брера, која пак најави инвестиции во Струмишкиот прволигаш, но на пандевци цела есен само 3 победи и 11 пораза. Беласица откако не направи камбек во елитата, мирно плови во второлигашките води. Одбележа јубилеј 100 години постоење, но без прволигашки сјај, за кој ќе се чека очигледно подобри времиња. По околу 7 години по Струмица доби и прволигашка кошарка, но и таму работите не цветат како што посакуваат љубителите на кошарката од овој регион. Пролетва струмишките кошаркари изборија пласман во елитата, па со нова управа клубот заплови во прволигашкиот предизвик. Со засилувања и домашни играчи, кошаркарскиот клуб Струмица прокнижа 2 победи и ќе се бори очигледно да опстане во елитата. Струмишкиот ракомет останува во првата лига, а страјонци со млади сили сериозно ми одолеваат на останатите прволигаши. Како петопласиран од групата Б, обезбеди сигурен плейоф во борбата за првите позиции кои носат ракометна елита. Но за тоа потребни се искусни ракометари, а секако и пари. Парите и понатаму остануваат најголемиот проблем за сите екипни спортови во Струмишкиот регион.